Жените и женското здравје ги ставаме во фокусов наредниве минути. Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари со бројни активности за кои говориме во продолжение со доктор Глигор Тофовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Многу убави активности. Ќе започнам со она што е најактуелно. Ги следите трендовите и решивте да го промените начинот на кој што ќе подигнувате свеста за неопходноста од грижа за женското здравје. Зборуваме за подкастот на кој што работите вие и вашите колеги. Различни теми отворивте изминатиот период. Оно што ме интересира е каква е гледаноста, каков е интересот? Гледате, во Македонија, значи, тешко е да се стигне до сите до кои што сакаме да стигнеме. Ние и претходно сме гостувале тука, и јас и моите колеги. Се трудиме да отидеме на лице место и во руралните места со мобилните гинеколошки амбуланти, со прегледите, всушност да правиме и здравствена едукација на населението. Многу често ги користиме сите медиуми, и телевизијата, и радиото, и печатените медиуми, и социјалните, да кажем, достапни медиуми, за да ги пренесеме вистинските информации, затоа што, знаете, секакви информации има на интернетот со кои што се среќаваат, да кажеме, жените и воопшто популацијата во Македонија. И сега решивме да станеме и ние, да кажем, да се приклучиме на новите трендови на правење на подкасти, значи да покануваме во нашиот подкаст интересни соговорници, обавезно да биде еден доктор, кој што стручно ќе ги објасни работите, меѓутоа да имаме присутни и луѓе кои што можеби се учесници од другата страна на приказката, односно пациенти, да кажеме, така да започнавме прво со еден многу интересен подкаст за царскиот рез, значи бројката, процентот на царски рез од времињата, да кажеме, кога јас сум почнал да работам пред 27 години, беше негде околу 10%, сега веќе во Македонија доаѓа значи околу 40 и нешто проценти. Значи огромен пораст на царскиот рез, без реално да знаат жените која е придобивката, односно кои се и ризиците од царскиот рез. И во тој интересен подкаст гостуваше професор Кочовски и една пациентка Весна Матерска, наша пријателка, која што има се породено и спонтано, значи за вагинално породување и со царски рез. И пробавме да ги разгледаме сите и медицински и немедицински, да кажеме, доживувања околу царскиот рез. И во однос на растот на процентот е волјата на жената или пак ризикот во однос на породувањето? Царскиот рез е многу поризична, фактично поризичен начин на породување него што е спонтаното вагинално породување. Која е причината за порастот на? Затоа што и жените не знаат, се плашат, затоа што и во светот, мислам, тоа е тренд и во светот, не е само во Македонија. Значи ние тука сме во трендот светски. Мислат дека тој начин одиш, ќе ме оперираат, ќе го извадат бебето и готово. Оној момент на уживањето во породувањето, оној момент дека вие после вагинално породување детето веднаш е со вас, одите веднаш во соба, веднаш јадете, се движите релативно брзо после тоа, за разлика од добивањето на спинална анестезија и 24 часа лежење во кревет, катетер уринарен, значи сите пропратни работи, плюс тоа е сепак на еден начин операција поврзана со анестезија и со сите можни ризици, затоа што се отвара стомакот на жената, со црева, со сите компликации, со можности за инфекции и така натаму. Меѓутоа тоа очигледно како опција до некаде, да кажем, ризиците не им се познати на пациентките, на жените, и они некојаш и под влијание на околината, мене ми направи, а вака така, и тоа пробавме, всушност пробавме и во другите подкасти, кои што ги има сега, оваа недела ќе излезе подкастот за обезитет, значи за дебелината и сексуалното репродуктивно здравје, и како да се справиме, кои начини се, затоа што и дебелината е еден пандемиски, да кажеме, феномен. Се поголем број на луѓето всушност имаат прекомерна тежина, а таа влија и на можноста за забременување, и на текот на бременоста, многу кратно ги зголемува ризиците. И пак, викам, начинот преку подкастите е начин да од двете страни добиеме инпут, да видиме како може да се сменат работите за подобро здравје. И да се дојде до многу поголем број на млада публика во однос на едукацијата. Впрочем и тоа, иако и повозрастните сега полека се учат да гледаат подкасти, знаете, интересно е, подкастот можете во било кое време да кликнете, значи да отидете на сајтот на Сдруженијето, на YouTube каналот на нашето Сдружение Маго, таму ги имате подкастите, сега може да изгледате половина час, после да изгледате уште половина час, овие се некаде, ние концепцијски ги направивме околу час и 10 минути се подкастите, за да има доволно време да им објасниме се.
Значи, навистина, некои од овие теми дури бараат и многу повеќе време, меѓутоа сите живееме во некоја брзање и трчање, така да овој, да кажам, опфат, овој термин е, мислам дека сосема доволен, да може да го отслушаат подкастот. И интересно, значи, гледаноста со оглед на тоа што само што почнавме ова, е многу голема, преку 1000 имаме, значи, гледачи на подкастите, така да тој, еве, се надеваме дека и во иднина со новите подкасти уште повеќе ќе се зголеми бројот. Сакав во денешното издание на Македонија наутро да подискутираме на најразлични теми кои беа актуелни изминатиот период. Многу се зборуваше за 9-валентната вакцина за заштита од 7 типови на ХПВ. Препораката е да се вакцинираат и момчињата за да се постигне она имунитет на стадо. И сега, она што треба секако да го продискутираме е дека токму за ХПВ се водат најжестоки дебати кај нас во земјата. Во 2008 година е воведена, имаме најмал опфат на истата вакцина, веројатно и многу поради дезинформациите и стереотипите врзани со истата. Ајде сега да ни објасните вие убаво. Да, прво вака да почнем. 9-валентната вакцина е напредок од 4-валентната, значи штити од 9 типови на ХПВ вируси, од кои што 7 се високоризични, 2 се нискоризични, кои што предизвикуваат израстоци, тие срамни кондиломи. Она што, пошто оваа вакцина постои веќе преку 20 години во светот, значи, она што е секако доказ, да кажам, добиено од милиони вакцини аплицирани, е дека таа е исклучително безбедна вакцина. Она што е проблематизирано со вакцината кај нас и во изминатиот период е тоа од тие антиваксерските групи кои што тврдат дека вакцината штети, дека вакцината, не знам, ќе донесе до инфертилитет, дека вакцината ќе ги стимулира децата да стапат во сексуални односи порано и така натака и така натака. Иако оваа вакцина е многу интересно, значи таа е прва вакцина која што е одобрена за давање не само во младата, во детската популација, затоа што вие знаете вакциналниот календар е всушност во детската возраст кога се развива имунитетот, она е одобрена и до 45 години. И веќе индикационото подрачје е поинакво. И кај пациенти кои што веќе стигнале, се инфицирале со ХПВ, затоа што тоа е најчестата инфекција. Че 85% од нас дошле во некаков контакт со ХПВ инфекција во тек на животот, меѓутоа нашиот имунитет е доволно силен да може да ја, да кажам, победи инфекцијата, меѓутоа еден дел од инфицираните 5% со тек на времето развиваат карциноми. И тоа не само на цервиксот, може да бидат и орофарингеални карциноми, кај мажите и пенилен карцином, има и, да кажеме, состојби кои што не се карциноми, меѓутоа се исклучително тешки и кај малите деца, кај што може да се јави таа респираторна папиломатоза, која што е опасна и смртоносна доколку не се оперира и има рецидиви. Значи, вакцината има опсек исклучително покажан, безбеден. Зашто се уште за тоа се дебатира толку многу, дали треба и не треба да се вакцинираат, тоа никому не му е јасно. Инаку она што исто така е феномен за оваа вакцина е тоа што она е прва вакцина која што всушност, за разлика од другиве кои што спречуваат нели болести и среќа што постојат, нели полиомиелитисот била една трагедија на општеството, на човештвото, е фактички скоро елиминиран сем во некои делови во Индија. Тоа од луѓето, таа вакцина ги правила инвалиди доживотно. Знаеме и нели и примери како претседателот Рузвелт во Америка. Меѓутоа сето тоа и како кажам, вакцините се несомнено докажани. Сега антиваксерските групи и достапноста до социјалните медиуми секогаш ќе бидат проблем очигледно понатака и ќе треба да се бориме со медицина базирана на докази. Значи само со докази, со аргументи и со професионалци може да се браниме. Околу момчињата, само што ме прашавте, тоа јас цел време се залагам и тие да се вакцинираат, затоа што едноставно поентата на вакцинирањето е всушност вие најголем дел од популацијата да ја вакцинирате, така ќе спречите пренос на вирусот, односно болестите кои што ги предизвикува вирусот. Еден од начините како да ја подигнувате свеста за неопходноста од грижа за женското здравје беа и мобилните гинеколошки амбуланти. Кога излеговте со вашите колеги на терен, всушност свативте дека голем број на жени од рурални средини, но и од помалите градови сакаат да се грижат за себе, но едноставно ја немаат можноста бидејќи не секаде имаат гинеколози и можност да го прават тоа. Точно, тоа е еден од големите проблеми, иако таа
мобилната амбуланта постои и ќе постои понатака, значи постои од 2021 година и оваа година е влезена во програмата на Министерството за здравство. Значи е целосно функционална со се 2 амбулантни возила кои што се адаптирани во гинеколошки ординации. Поентата е да одиме таму кај што нема гинеколози. Поентата меѓу другото на тој начин индиректно и здравствената едукација ги подсетуваме жените, работиме со матичните гинеколози, со Црвениот крст да одат да ги подсетат жените да се појават, да дојдат, затоа што условите се многу, да кажам, прифатливи, многу нормални услови за преглед, многу интимни, со многу доверливост, иако се работи за возило, да кажеме, и шатор кој се монтира пред него. И на тој начин се доаѓа до една, да кажеме, категорија на граѓани, да кажеме, кои што не гледаат подкасти, кои што живеат со сосема поинаков начин, меѓутоа сепак се работи на нивното здравје. Она што треба ние да се бориме се уште и вие да ни помогнете и сите е тоа перцепцијата дека јас сум одела на времето на гинеколог, немам ништо, сега веќе немам потреба да одам, сум завршила со раѓањата и не одам. Баш завчера имав студенти со кои што држевме вежби, имавме сличен таков пример, за жал, значи неубав, кај што жената одела до 30 на години на лекар, додека се породила, после немала време, ги гледала децата, све, после 15 години доаѓа со тежок инвазивен карцином, со исклучително тешка операција, сега ќе оди на хемотерапија, на зрачење, на сето тоа, а доколку продолжила да оди на редовните прегледи, и тоа ако се тие негативни, нели после тоа и не мора секоја година, може еднаш во 3 години, збориме за цервикалниот карцином, таа сега денеска би била веројатно со мала интервенција, со една конизација или со една лазерска интервенција би била сосема функционална и без тие проблеми понатака во животот. Какви се искуствата од работата со жените од социјално ранливи семејства? Па ние паралелно со сите овие процеси работиме и со таа категорија, значи со лицата со попреченост и со лицата кои што се од социјално ранливите категории. Во еден дел, да кажеме, нив многу им одговарава затоа што сите прегледи кои што се прават преку мобилните амбуланти се бесплатни за граѓаните, значи тие си имаат своја цена, меѓутоа за тие што се пациентки кои што доаѓаат се бесплатни и се трудиме паралелно со прегледите и едукацијата да им овозможиме дури доколку сакаат да имаат и бесплатна контрацепција, затоа што државата има одвоено еден буџет за баш за оваа категорија да им се возможи да имаат и бесплатна контрацепција. Пак ќе речам повеќе треба да се работи на самата свест, на едукацијата на жената, на мажот за здравјето на пациентите. Минатиот пат мислам дека со вас тоа се смеевме и го зборевме дека всушност ние едуцирајќи ги и мажите и децата кои што гледаат сега телевизија, да дојдат попладне и да ја речат на својата мајка кога ќе се врати од работа, мамо, ти кога последен пат беше на доктор? Так, апсолутно, цело е кога има се и исто како што се грижиме и ние за вас, доктора, исто треба да се грижите и вие за нас. Јас се надевам искрено дека барем една наша гледачка поттикнавме да направи редовен гинеколошки преглед со овој разговор. Посакувам успех во сите активности кои ги реализирате периодов и секако ќе зборуваме и натаму гласно на оваа тема. Да. Ако сакаме здраво поколение. Секако. Ја мислам дека имаме многу жени измотивирано во минатиот период и со ваша помош и со активноста на Сдруженијето. Мислам дека тој тренд ќе продолжи понатака. Искрено се надевам дека ќе биде така. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и јас. Во Македонија наутро.